Нов проект значаен за граѓаните, особено за семејствата кои досега се затоплуваа со дрва, струја или друг енергенс. Проект од еколошка вредност и ефикасност, представи председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Мерката се однесува на грејење на пелети за заштита на животната средина и заштита на здравјето на граѓаните. Ќе обезбедиме поддршка за грејење со пелети. Пелетите се тврдо гориво, кое се произведува од пресувани остатоци од дрво. Загревањето со печки на пелети создава до 20 пати помалку загадување на воздухот со PM честички во однос на загревање со стари печки на дрва. Дополнително, ефикасноста на старата печка на дрва е 55%, додека на печките на пелети е над 90%. Имајќи ги впредвид негативните последици врз животната средина, кои доведуваат до значени проблеми по здравјето на населението, ќе стимулираме и финансиски ќе поддржуваме замена на старите печки на дрва со печки на пелети. Груевски појасни дека за да се постигне ова, во рамки на проектот ќе се спроведат 3 сегменти. Првиот, поддршка за набавка на печки за грејење за домакинствата, за кои државата ќе обезбеди субвенции до 70% по принципот старо за ново за најмногу 30.000 динари по домакинство. Втор сегмент, поддршка за набавка на самите пелети. Ќе се поддржи субвенционирана цена за пелетите за крајните потрошувачи во следните 10 години. Вредноста на ДДВ за крајните корисници и на печките и на пелетите кои се потрошен материјал ќе биде намалена од 18 на 5%. Македонски шуми ќе се специализира и ќе започне со производство на пелети. Тие ќе бидат понудени по можне поволни услови на пазарот, објасни Груевски. Третиот сегмент предвидува субвенционирање на инструменти за грејење, зашто ќе бидат наменети најмалку 1 милион евра годишно во период од 4 години. Проектот ќе започне да се реализира од 2017 година и ќе трае во следните 3 години, најави Груевски, со предвидена инвестиција од најмалку 3 милиони евра годишно, а доколку има интерес ќе има изголемување на предвидените средства. Груевски се осврна и на гасификацијата, поточно на интензивната изградба на гасоводниот систем во Република Македонија, потсетувајќи дека во тек е завршна фаза на неколку магистрални гасоводи, а посочи дека се интензивираат активностите за интерконекции со соседните земји Македонија, Грција, Македонија, Бугарија.